Рекорден број на заболени од овчи, сипаници или варичела годинава во Битола. Регистрирани за 15% повеќе случаи на заболени во споредба со истиот период лани. Зголемувањето на бројот на случаи е очекувано, бидејќи кај варичелата се забележува одредено сезонско појавување, а оваа година највисок број на случаи се регистрирани во периодот април-јуни. Децата главно лесно ја прележуваат варичелата, но треба да се под зголемено внимание кога се болни. Ова цела година имавме многу варичели, малтене како епидемија беше од варичела. Не се дава никаква терапија, освен мачкање на тие ефлоресценци зрнца кои што се на кожата, како прво се појава црвенило, па папула, па како везикула, односно меурче. 10 дена изолација, 10 дена мачкање, нормално исхрана, нормално јадење, освен не препорачуваме капење, бидејќи ако се корнат тие струпчина по наше што се велиме, ќе му останат лузни. Овчите сипаници се заразни, а децата најчесто се заразуваат преку меѓусебните контакти во градинки, игротеки и придружења. Откако некој ќе биде во контакт со вирусот, се разболува за 2-3 недели, колку што е неговиот период на инкубација. Пролетта и есента, велат лекарите, најмногу ја има варичелата. Се шири то меѓу ќе одат во градинка едното и после 14 дена другото, па и сетне во круг се вртат. Обично пролет и есен е периодот на варичела. Ја ви кажувам, сега имавме, ова година многу имаше и тие сега кои што е прележали, кои што стекнали имунитет, кои ќе нема никој пат да добијат варичела, односно по наша овчка сипаница. Овчите сипаници се заразни 2-3 дена пред појавата на осипот. Компликациите се ретки и кај некои пациенти може да дојде до пневмонија или воспаление на мозокот. Во Македонија нема вакцина против варичела, за разлика од повеќе земји во светот каде децата се подлежни на имунизација.